За иницирање на оваа постапка, согласно Законот за бесплатна правна помош на жртвите од семејно насилство, им следува правото на секундарна правна помош. Ова подразбира дека на товар на буџетот ќе им се обезбеди адвокат кој ќе ја иницира оваа постапка и ќе ја застапува жртвата во текот на постапката. Воедно жртвите се ослободени од сите трошоци на постапка, вклучително и судските такси, до извршување на пресудата во случај да нема доброволно, туку да мора присилно да се извршат овие мерки. Хелсиншкиот комитет за човекови права во тој дел ја собира целокупната документација и поднесува барање за одобрување секундарна правна помош до Министерството за правда. Многу е битно да се нагласи дека финансиската состојба и висината на примања на жртвите на семејно насилство не се од одлучувачки карактер за да се обезбеди оваа помош, односно сите жртви на семејно насилство имаат право на бесплатна секундарна правна помош, при што постапката е итна.